Ракометните суперлигаши се екипираат и се подготвуваат и ги засилуваат своите ростери за новата сезона. Македонскиот вице-шампион Еврофарм Пелистер ја заврши првата фаза од подготовките во Битола и сега се сели во Словенија, каде ќе се реализира главниот дел од подготовките. Во Словенија ќе бидат одиграни 3 контурни средби за проверка на формата, со што хрватскиот стратег Лино Червар ќе има можност да види како оди подигањето на формата. Српскиот среден бек Алекса Колаковиќ ги сподели своите први впечатоци откако подпиша за битолскиот тим. Многу сум среќен што дојдов во град и клуб со многу голема историја и традиција. Многу сум среќен што ќе работам со тренер со големо реноме како што е Лино Червар и со квалитетни соиграчи. Битола е прекрасна, сега има многу туристи, а луѓето се пријатни и гостопримливи и среќен сум што сум овде. Лично се познав со Хенингнам и Радивојеви, кои ми кажа само убави работи за клубот и атмосферата што создаваат навивачите овде во Битола. Гледав неколку надпревари на Еврофарм Пелистер од Лигата на шампионите, но и мечевите од првенството против Вардар и Охрид. Мислам дека лигата од година во година е посилна и сите клубови се засилуваат и ќе има сигурно силна борба за титулата. Во тимот од Битола уште една опција на позицијата среден бек ќе биде и Омер Мехмедовиќ. Ви благодарам за топлото гостопримство. Првите впечатоци се навистина одлични. Градот Битола е преубав и многу жив и има многу луѓе што навистина им е драго. Условите во клубот се фантастични. Тренираме добро и се воигруваме со новите играчи. Домашните играчи многу добро не прифатие и убаво е да се работи овде. Го следев Еврофарм Пелистер, тим што играше на најголемата сцена. Навистина сум одушевен што сум тука и очекувам одлично да се вклопам во тимот. Македонскиот ракомет многу напредуваше. Мислам дека македонската лига е најака на Балканот. Очекувам силна сезона и се надевам дека ќе ги исполниме очекувањата. Тиквеш под водството на стратегот Кристијан Грчевски ги започна подготовките за новата сезона во Суперлигата, а пак Струга која благодарение на откажувањето на пролетот над преварување во елитата успеа да остане во Суперлигата, а зашто сега гради конкурентен тим. Клубот се засили со Дарко Ѓоргиевски, Марио Танковски, Мици Шелегов, Костадин Петров, Христијан Крстановски, Пеца Ратајовски и Мартин Јовановски, а се очекува уште некое засилување.